Еднодневниот министер, чија впечатлива кариера во високата политика почна и заврши за нецели 24 часа, изгледа дека со својата моќна фракција влегува во некој важен аранжман, што му со колено почнува да бара да биде третиран како сериозен жанр. Скроз е сериозна емисија, ти зборуваш пак за Мицкоски, ја мислам вицови за него само ќе кажуваме, пошто нема ништо сериозно во неговата политика. И во последната колумна напиша виц за него и за Ковачевски, нели? Едноставно он Ковачевски и Пендаровски излезени се од виц. На политичките карикатури им е најлесно да се прават стрип херои, а толку се моќни што лично ја откриваат причината зошто не би успеала идејата за конституционален реципроцитет со Бугарија. Големата тајна, зошто во нивниот устав се зборува само за граѓани, а не за националности, како белоденета. Етнички бугари во Македонија, во Косово и Албанија нема. Прашање колку етнички бугари ги има во Бугарија, затоа што основата на сите балкански демоси како современи политички нации е македонскиот етнос. Во редот политички гиганти се вбројуваат и оние кои се обидуваат да скицираат некаков концепт кој е барем едноставен за разбирање. Освен што се силни и храбри, темелна вредност на нивната програма е хигиената. Се лажат ако мислат дека ние сме слаби како некои други претходни македонски политичари кои тргнувајќи од своето прљаво газе. А тие што сакаат да го сместат во некоја удобна фотелја имаат голем распон на зборови што не може да се фатат ни за глава, ни за опуш. Препреговарање, проба, себе, референдум. Честно ли е кон граѓаните да се игра со единствениот адут? Ке пробаме поинаку. Не ќе пробаме, ќе дадеме се од себе поинаку. Ќе дадеме се од себе, а ако не успееме, тогаш што? Тогаш повторно ќе прашаме потреба. Никогу изгледа ке нема потреба да се прашува за ништо. Доволно е само да им се верува на тие што знаат. Според декларацијата за сигурност, работата е завршена. Има измените да ги лапнеме ко попче сарма или како оџа локум викаат. Сигурни сте? Гарантирам. И на крајот, што ме така, време е да се разгаќиме. Абе да идете на одмор сега цело лето ли ќе не замарате со лидерски средби? Стварно не ни се работи луѓе, жешко е веќе. Без оглед што се уште календарски не е лето. Веќе никому не му се работи. Ама по Македонија.